Përshëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish me gjurmët dhe në fakt patjetër që një prej temave që është mjaft e rëndësishme dhe me cilën përballemi çdo njeri nga ne e çdo përditshmëri është shëndeti jon dhe qëllimi i secilit nga ne që të jemi sa më të shëndetshëm, sa më mirë e shëndosh le të themi kështu, për të mundur të plotësojmë ato dëshira dhe nevojat tona. Dhe sot në emisionin pikërisht doja dedikojmë shëndetit, në fakt tema e sotshme është Instituti i Shëndetit Publik përballë shëndetit publik, sepse në fakt ky institucion është gjithmonë fronti i parë kur përballemi me situata të ndryshme që nuk janë raste individuale, por kemi të bëjmë me probleme shëndetësore të cilat tangojnë një pjesë më të madhe të popullsisë. Por këto probleme shëndetësore jo gjithmonë janë vetëm fizike, patjetër që ne kemi përmendur që shëndeti i përgjithshëm është një lidhje midis shëndetit mendor, emocional dhe atij fizik, dhe në këtë mënyrë ne mund të kemi një shëndet sa më të plot dhe një jetë sa më të kualitetshme. Në fakt, Instituti i Shëndetit Publik është përmendur shumë në mediume kohëve të fundit, sidomos për gjetjet nga enti i revizionit, i cili ka gjetur ca parregullsi, por në të njëjtën kohë sa qarkullonin këto lajme, kemi edhe hapjen e një qendre apo këshillmore psikologjike dhe për mbështetje psikologjike të fëmijëve dhe të rinjve në Institutin e Shëndetit Publik, kështu që sot do ja dedikojmë minutazhin në vim këtij institucioni me këto zhvillime të reja për të parë në fakt se çfarë mund të fitojnë qytetarët nga këto qendra të reja të hapura nga instituti, por edhe për të folur edhe më gjerë. Me mua së bashku këtu në studio është drejtoresha e institutit Marija Andonovska. Dobar ден, добро ни дојдовте. Добар ден и добро ве најдов. Evo moето кратко интро, реков дека Институтот за јавно здравје истовремено последните денови и беше и главна тема во медиумите за некој наоди од ревизија, но истовремено се отвори и советувалиштето за деца и млади или пак адолесценти и тука имаме една убава и една неубава работа, така да ќе зборуваме и за двете, но би сакала да почнеме со убавата работа, така да после тоа ќе продолжиме со све друго. Кажете ми колку е важно да имаме вакво советувалиште, колку ни недостигаше на нашето општество нешто вакво? Вака видите, основната цел на нашето советувалиште, психолошко советувалиште за деца и адолесценти, кој што неодамна го отворивме, имавте прилика да присуствувате на сето тоа, е да направиме унапредување и заштита на менталното здравје кај децата и адолесцентите со цел да имаме подобро советување, рано препознавање, психолошка поддршка кај овие категории, значи и кај децата и кај адолесцентите, но и кај сите оние кои што се во комуникација најблиските со нив, нивните родители, старатели, нивните наставници, воспитувачи и слично сите оние кои што се во комуникација и практично влијаат на развојот на самото дете или самиот адолесцент. Тоа е нашата основна цел, со оглед на тоа дека се соочуваме, живееме во едно време каде што се јавува се почесто анксиозноста кај децата, несигурноста, не се доволно самостојни некои деца. Понатака се јавува врсничкото насилство, одредени зависности, како зависности и од социјалните мрежи, зависности од телефоните, од лаптопите, компјутерите. И сето тоа не потекна да направиме нешто сосема поинакво, за да можеме првенствено да излеземе во пресред на сите овие споменати категории и за сите овие работи. Значи, не е целта само да се детектира проблемот, туку истиот да се надмине, да се дадат насоки како подобро би се надминало, а и таму каде што нема проблем, да го поттикнеме правилниот емоционален раст и развој кај децата и родителите, воспитувачите, наставниците, сите оние кои што се вклучени во нивниот раст и развој. Колку ние како општество сме свесни сега во овие години за важноста на емоционалното и менталното здравје на децата, дека оваа тема не се зборувало порано, особено порано се мислело дека детето не може да биде во депресија, не може да има анксиозност или пак стрес, зашто да има. И дали ние навистина сме посвесни и спремни за да им излеземе во пресвет како родители првично, па потоа и како професионалци? Најпрво морам да кажам дека од секогаш постоеле овие појави, но факт е дека тие сега се значително почести со оглед на целото темпо на живот кој што практично
и животот во семејството е поинаку организиран со одредени обврски, технологијата е поразвиена, нели не секогаш во минатото им биле достапни сите овие работи што им се достапни на сегашните деца, така да тие се многу побрзо напредуваат за разлика од својата возраст, имаат поголема достапност на информација. Кога имате достапност на информација кај едно дете кое што е така мало на тие години, тоа му се дозволува, доколку не му се посвети доволно внимание, тоа дете ти наоѓа самиот начин како тие информации да ги протолкува и да ги канализира. И не секогаш децата имаат самите можност на таа мала возраст да ги примат сите оние информации што ги гледаат на своите телефони, на сите оние социјални мрежи кои што им се достапни во моментот. Така да, мислам дека е период кога ваквите појави се почести од некогаш. Свесноста е присутна и апелот е да биде што повеќе присутна, да се обрнува внимание на сопствените деца. Нели, не секогаш родителите имаат доволно време со оглед на работните обврски ангажмани што ги имаат, но барем тоа време кога се со сопствените деца да го поминат квалитетно. Тоа значи со многу разговор, со игра детски. Пака наједноставно кажано да го поминат детски, а не со телефоните и со другите апарати, нели, кои што им се достапни. Зборуваме само за едно советувалиште моментално? Да, во моментот ние како институт располагаме со едно советувалиште. Ова советувалиште е направено по сите, нели, светски стандарди. Сакавме да ја избегнеме онаа болничка стигма, да не биде да не изгледа како болница или болнички услови, затоа велам направено е по стандарди, така да кога ќе дојдете таму немате чувство дека влегувате во некаква болничка или здравствена установа, туку напротив дека влегувате во една дневна просторија, во една детска просторија, во една детска соба или соба за тинејџери. Сето тоа е така адаптирано за се со цел, нели, она што го правиме таму и што го даваме како услуга да биде повеќе прифатено од оние кои што ќе го користат. И верувам дека нема да остане единствено, туку ќе биде еден потек и мотив и да бидат отворени уште неколку такви институции, бидејќи гледам дека навистина има интерес. За сите тие што не гледаат моментално и можеби се прашуваат дали јас можам да дојдам во ова советувалиште, дали има критериуми кој може, кој не може, не знам, конкретна ситуација некоја? Вака сега, буквално секој може да дојде. Првично, што ќе добие упат од матичниот лекар, значи матичниот лекар има термини кои што ние ги пуштаме секојдневно, веќе и функционира, веќе и работиме со пациенти и можат преку матичен лекар да се закажат термин. Секако дека не можеме да закажеме премногу термини во текот на денот, од причина што понатака не секогаш завршува со еден третман. Нели, мора да се продолжи со некогаш има потреба од повеќе пати да дојде истата особа на разговор, истото дете, истиот тинеџер, родител или што е да е, дека има потреба да дојде неколку пати. Тогаш оставаме термини каде што ние интерно ги закажуваме, нели, ги презакажуваме како контроли или други сеанси кои што треба да бидат. И апсолутно понешто го гледаме од почетокот дека има голем интерес и сметаме дека ќе направиме напори, нели, да воведеме и втора смена со тоа што ќе обезбедиме човечки, кадровски предсе капацитети кои што ќе можат тоа да го покријат, бидејќи интересот е голем, а и времето е ограничувачки, бидејќи ова не е нешто што можете да го завршите со еден преглед од 15 минути, од половина час. Најмалце што ни е потребно се 1 час разговор, некогаш има потреба и од 2 часа, и тоа навистина го окупира времето. Инаку секој кој што ќе се обрати на матичен лекар и кој што ќе најде термин преку матичен лекар, со упат може да дојде. Може да дојдат и приватно, нели, да дојдат да се закажат, услугата да се ја направат приватно, но ние кидаме пред се на првично ќе не бидат приоритет оние кои што ќе дојдат со упат, а веќе ги има доста.
Ако јас би отишла кај матичниот лекар, што би требало да кажам? Или дали треба јас да имам некои симптоми, така наречено, или само да изразам волја да имам термин во ова советувалиште? Да, само треба да изразите волја и матичниот е тој кој што ќе процени дали навистина ви треба такво нешто или не ви треба. Вие ќе си ја кажете причината, нели? Секако ќе поразговарате со матичниот лекар, ќе кажете можеби причината за која што сакате да дојдете, можете чисто да кажете дека сакате да посетите, едноставно имате потреба. Јас верувам дека матичниот лекар ќе ви излезе во пресред без да му објаснувате што е она што го чувствувате. Можеби тоа што сакате да го кажете на друго место. Дали има ограничување на возраст? Од колку до колку? Да, значи наменето е за деца од 6 до 15 години и адолесценти од 16 до 24 години. И секако не е исклучено, нели, тука се вклучени и родителите, наставниците, воспитувачите, сите, како што споменав, сите оние кои што имаат некаков контакт на дневна основа со детето, не мора да биде тоа само. И сега, доколку се работи за мало дете, како што спомнав, од 6 до 15 години, ние препорачуваме да биде и родителот присутен. Може би да биде присутен и на разговорите и сето она што ќе се води таму, но може да почека и во другата соба, но секако сметаме дека е неопходно да има родител. Исто така може да дојде, доколку се работи за повозрасно дете од 18 до 24 години, може да дојде, нели, секако сам, без присуство на некој друг, но може да дојде и само родителот или само воспитувачот за да побара некаков совет. Секако тоа нема да биде со таков успех, бидејќи потребно е да дојде и детето за кое што се советуваат, но не е исклучено и тоа е како можност оставено. Кои се професионалците вклучени во процесот? Дали се тие психолози, психотерапевти или? Да, во моментот работат психолози обучени со лиценци, кои што веќе имаат искуство и веќе тоа го работеле на одредени други места. Се заинтересирав на начинот на кој што тоа го обавуваат. Они навистина имаат многу протоколи, тоа не може да се опише одеднаш. И за секој пристапот е индивидуален. Она што тие го прават е различно, кај секој пациент и се адаптираат согласно тоа што ќе го видат на самото место. Ние одиме со малце реклами, па ќе се вратиме во студио за да продолжиме. Шкаме пак публицитет да дорикнеме се речно студио. Ако порикнemi sërish në studio dhe do vazhdojmë të flasim mbi këtë këshillmore e cila është hapur në kuadër të Institutit të Shëndetit Publik dhe ka për qëllim që të jep mbështetje psikologjike për fëmijët nga 6 deri në 15 dhe për adoleshentët nga 16 deri në 24 vjeç. Рекохте дека веќе има заинтересирани и гледате дека има и термини зафатени. Како го прифатија граѓаните тие барем што имаат сознание за советувалиштето? Вака како што ви спомнав, не знам, можеби дека е нешто ново. И јас веќе од самиот почеток, од самиот старт, ние веќе имаме голем интерес за сето тоа. Термините се веќе пуштени и јас гледам дека навистина ќе биде во иднина, предвидувам дека ќе биде тешко да се најде некој термин, бидејќи веќе неколку денови веќе однапред не се зафатени термините, а како што ви споменав дека нема да бидат само термини за нови, туку и веќе оние кои што веќе доаѓале, ќе им се одредува одреден термин и временски тоа не трае така кратко, така да интересот е голем и затоа веќе почнавме да размислуваме за проширување кадровско и воведување втора смена како институција да можеме да опфатиме што поголем број на луѓе кои што се заинтересирани да ги користат овие услуги и верувам дека ќе бидеме како пример, едно успешно функционирање, една успешна приказна, ќе биде мотив и пример да се отворат уште вакви или слични центри или психолошки советувалишта. Колку е важно да се прошириме надвор од Скопје, бидејќи нели знаем сите институции се фокусирани тука во главниот град, но понекогаш ги забораваме и другите градови. Дали можеби во иднина имаме можност и во други градови да имаме вакви советувалишта? Апсолутно, и нашите размислувања водат кон таа насока. И веќе почнавме разговори со некои од центрите за јавно здравје. Центрите за јавно здравје се посебни институции од институтот, но имаат некаква поврзаност во однос на доставување на одредени извештаи
имаме комуникација со центрите, иако се тие посебни и независни од Институтот за јавно здравје, но како идеја почнавме некои разговори секаде онаму каде што може да се направат просторни услови, не мора тие да бидат кој знае колку големи, барем да има некои соодветни просторија, некаде и може да се најдат. Исто ова да се преслика и во другите центри или евентуално здравствени домови, да се отворат вакви слични психолошки советувалишта. Веќе сме во процедура, нели, нашето искуство да го пренесеме и на останатите менаџери на споменатите институции. И јас верувам дека ќе има интерес да биде ова проширено на територијата на целата држава, бидејќи потребата е навистина голема. Дека пациентите имат можност да дојдат или со упат од матичен лекар или пак приватно. Тие би биле покриени од фондот, значи само со партиципација? Да, значи оние кои што ќе дојдат со упат, нормално е дека ќе бидат по оној ценовник на фондот со некоја минимална партиципација. Не ме држате за збор, но од прилика зависи од третманот, е од 150 до 400 денари треба да платат. И сега споредбено со дети вакви центри има приватни центри во државата кои што функционираат. Цените во тие центри се, да не речам 10 пати повеќе од овие кои што треба да платат партиципација. Секако доколку дојдат и користат приватна услуга, исто така е одредена согласно цените на фондот таа приватна услуга и е нешто повеќе од споменатата. Колку мислите сега ова би било планирање за иднината, колку ќе помогне овакви центри за сите тие деца особено но и млади? Понекогаш можеби не ги слушаме многу, особено сега кога гледаме многу насилство во медиумите, особено од млади адолесценти. Тој го споменав претходно. Сега им се достапни сите работи на децата, многу повеќе од тоа што биле достапни пред повеќе години. И сето тоа влијае и како и да гледаме дека влијае кај децата и кај адолесцентите. И се јавува некој вид на агресија, незадоволство, одредени психолошки проблеми, иако се мали или млади деца, да речам. И нормално е дека кога имате една таква појава, не смеете да останете на страна како наблюдувачи, туку државата мора да се вклучи и да почне да ги решава овие работи. Искуствено, онаму каде што постојат вакви центри во државите каде што ние соработуваме, сме го превземале искуствено сето ова, секако дека е од голема помош едни вакви центри, барем за оние кои што ќе се одлучат истите да ги посетат и така кој има големо влијание и надминување на постоечките проблеми или помош при понатамошен развој, емоционален развој на самото дете или самиот посетител. Овие центри се надевам дека ќе ги имаме во голем број во државата за кратко време и дека сите граѓани ќе можат да дојдат, да добијат тоа што им треба, особено во психолошката заштита и да имаме све помирни деца, емоционално стабилни, да немаме насилство. За жал, зборевме и порано дека институтот имали други предизвици во ова последно време и би сакала малку да се возвратиме на тие моменти. Колку е тешко, колку беше тежок минатиот период со предизвиците, особено со нередовно доаѓање на работа, земање плата и така натаму? Видете, сите овие работи кои што предходеа, кои што јас ги споменав на пресот во однос на извештајот од Државниот завод за ревизија, ние ги утврдивме многу порано, уште пред самото моје доаѓање. И најголем дел од тие работи се веќе надминати и решени и превземени со одредени работи во однос да се надминат за текнатите состојби, но секако наша должност беше при констатирање на едни такви услови и одредени неправилности да бидат известени одредени институции. Тие дојдоа малце подоцна од моментот кога ги викнавме, од причина што секоја година си Државниот завод за ревизија си има одреден план кои институции ќе ги посети. И ние некако не влеговме, тој план порано се прави, и ние не влеговме во моментот кога очекувавме дека тоа треба да се направи на самиот почеток, дојдоа малце подоцна, но
секако благодарност за професионалноста. Ние сакавме ова што го најдовме како недостаток, како нов менеджмент, што го ведовме, што го воочивме како недостаток, но и начинот на кој го решивме со самиот извештај од Државниот завод за ревизија доби подкрепа. Бидејќи верувајте, таму јас дури не стигнав да ги кажам сите работи кои што беа нотирани и во тој извештај со кој што ние се соочивме. Ако немаше извештај, јас само ги зборувавме многу порано, навистина изгледаат многу нестварно и би било некаков вид на набедување, ќе оставаше простор за сомнеш дали тоа е вистина или не, но кога веќе го имаме го имаме извештајот од државниот ревизор, во тој случај можевме целосно и сакавме целосно и пред јавноста да ги прикажеме сите оние недостатоци кои што сме ги увиделе, но не само тоа, не е само да ги увидите, како што споменав, ние не седавме со скрстени раце, туку работевме напорно за да ги надминеме сите тие работи кои што практично представуваа наш предизвик. Кои беа тие работи кои што медиумси се покриваа, а другите што можеби вие немавте време да ги кажете и пред медиумите и пред општеството? Или пак сите се открија? Па не, сега јас не сеќавам што точно беше изнесено, но тој извештај е јавно достапен. Сега таму не се тие работите образложени на таков начин како што јас ги дообјаснив, нели, нотирано е тоа поинаку, но јас направив едно дообјаснување што тоа значи, како таму е нотирано дека има проблем со исплатите на луѓето, со додатоците на плати и слично. Јас образложив на кој начин дошле до тие исплати и колку практично месечно се трошело за тие исплати. Како што споменав, и до 5-6 милиони денари месечно иделе само на тие исплати. Тоа е само една од работите на кои што се трошеле парите. Секогаш кога ќе имате нешто вакво, јас поредувам што е оно што би можело со тие пари, бидејќи тие пари не се ни мои, не се ни на луѓето кои што таму работат, туку се на сите граѓани, сите предонесуваат за тие средства и тие треба умно, правилно да се искористат, еве вака како што ние се обидуваме да ги вложиме во нешто што ќе биде од интерес сите граѓани, да имаат подобра дијагностика, побезбедно здравство, услуги кои што ќе им бидат повеќе достапни и од корист на самите граѓани. Каква е моменталната ситуација сега? Тие вработени што не дошле на работа веќе не се дел од институтот, до каде сме со можеби чистење на свет тоа што би требало да не биде дел од институтот? Аз морам да бидам искрена и да кажам дека секогаш кога ќе се појавеше нешто такво, некои одредени особи сака да ја искористат ситуацијата, да сменат сликата, да изманипулираат, да кажат дека тоа е, не знам, на ваква основа, на онаква основа, не знам како да измислат за да се извадат од приказната, но ние докажавме дека нема никаква поделба. Според мене и според новиот менеджмент има само една поделба, тоа е работници и неработници. И само тоа важи. По тој принцип треба да се раководиме. И оние кои што ние не можеме да очекуваме дека секој подеднакво ќе придонесе во работата. Нормално е дека некој товарот ќе биде поголем, но и капацитетите кај тој човек се поголеми. Но не можете да не доаѓате на работа. Воопшто да не доаѓате на работа. Можеби да не работите со 100% во текот на денот, иако треба да сте тука присутни тогаш кога треба да бидете, но воопшто да не доаѓате на работа. Или да ви представува малтретирање, тоа што некој ви вели дека треба да дојдете на работа, па не доаѓате вие за менаџерот, не доаѓате на работа за директорот, вие доаѓате заради тоа што државата ве плаќа да дадете услуга на граѓаните. Вие работите, вие сте платени од граѓаните. И тоа беше само една од работите, имаше многу недостатоци, но како што споменав, на добар пат сме во 100% да ги надминеме тие недостатоци. Интересно беше ваша изјава во медиумите дека имаше вработени кои што ви кажала јас имам и друга работа, па затоа не можам да дојдам од 7 до 3 или како е работното време. Да, токму така, на почетокот беше, еве морам да бидам, како да кажам, брутално искрена, директорката не малтретира. Добро, викам, ајде кажете што ги малтретирам, прашајте ги. Па малтретирањето е тоа што мора да дојдат од 7:30 од кога им е работното време до 3 часот на работа. Тоа е малтретирањето. И велат, па ние не сме научени вака, па ние не можеме да излизаме. Најголем дел од нив си има и своји приватни работи или работеа и на некои други места хонорарно, така да
ова тука не знам како го користеле или го злоупотребувале, не знам веќе кој збор да го потребам, но навистина најголем дел од луѓето беа зафатени, си имаат други обврски, си имаат други работи и велат ние не можеме, ако е вака, ако ние мора да седиме од 7:30 до 3, тогаш ние не можеме да седиме, си имаме друга работа и најголем дел од нив и самите напуштија, но не значи дека одговорноста е избегната. Дали со овој случај се има недостаток на вработени? Па ние се обидовме најголем дел од тие работи да ги покриеме, секако со оглед на зголемување на обемот на работа, проширување на услугите кои што ние го правиме во моментот, бидејќи се работело многу помалку анализи од тоа и во оние микробиолошки лаборатории кои што ги имаме. Многу помалку анализи се работеле. Сега ние го проширивме сето тоа, гледаме што е најпотребно за граѓаните, што е оно што не можат да го направат во многу државни лаборатории, туку мора да идат приватно. Гледаме сето што ги следиме нивните потреби и истото го воведуваме во институтот и самото тоа што воведуваме нови услуги го зголемува обемот на работа и не принудува да бараме, како што споменав и за психолошкото, дека треба да размислуваме за проширување на кадровскиот потенцијал во моментот, бидејќи секогаш има потреба, особено кога некој сака да работи, секогаш има и место и простор за сето тоа. Како ќе бидат постапките во иднина, дали очекувате дека кажавте и вие и извештајот дека големи се финансиските загуби на институтот, одговорноста каде ќе биде? Наша моја лична одговорност и одговорност на менаџментот во моментот е да се надминат сите тие забелешки, да не продолжат да ги правиме практично истите работи што се правеле и јас одговорно тврдам дека тие се надминати и нема дозволиме барем намерно да се направи некоја грешка во иднина што бидела во оваа насока. Но нашиот дел е до тука. Ние известивме, нашето го направивме и како институција ги превземавме сите работи да ги надминеме овие неправилности, да бидеме на вистинскиот пат, да работиме честно, одговорно во интерес на граѓаните. Институциите се известени, јас ги охрабрувам да постапат по овие, како да кажам, извештаи кои што ги добиваат и информации, се со цел не само во оваа институција, туку и во останатите институции во државата да завладее правдата и одговорноста. Значи, граѓаните не треба да бидат загрижени, Институтот за јавно здравје работи со полен капацитет. Да, апсолутно, во моментот ги покриваме сите услуги и не само што ги покриваме оние што некогаш се правеле, туку како што споменав, во сите оделенија, во сите одели, во сите сектори од институтот направено е проширување на дејноста која што имаат и зголемен е обемот на работата и засега сметам дека ние постигнуваме со сето тоа. Ние одиме пак со реклами, пак ќе се вратиме и за третиот дел, што ме песане фондите емисиони vetëm pas publicitetit. Ако проектemi sërish në studio dhe do vazhdojmë të flasim tashmë mbi shëndetin e përgjithshëm të shoqërisë sonë. Лето ни вече ни дојде, не ни доаѓа, ни дојде многу силно со високи температури, па би сакала да зборуваме малку и за општото здравје и имунитет на општеството, дали има нешто што треба ние да се загрижиме, некој вирус или нешто друго за овој период и во следните месеци. Така, секое годишно време си носи своји предизвици, така и летото има одредени предизвици или работи на кои што повеќе треба да внимаваме во летните периоди. Првично би ги споменала оние цревни ентеровируси, стомачни вируси, како што знаат граѓаните да ги наречат. Тие се многу почести во летниот период, баш поради топлото време, сите оние сладки производи кои што нема да бидат многу побрзо се расипуваат доколку не се соодветно чувани и се предиспозиција да имаме повеќе зачестени стомачни проблеми предизвикани од вакви стомачни вируси, што значи дека треба да внимаваме од каде купуваме производи, треба да внимаваме на нивниот рок, треба да внимаваме како ги чуваме и истите производи што ги конзумираме, од каде се јадеме и пиеме. Во моментот тоа е прво што треба да го правиме. Понатака летното време топлината носи одредени други предизвици, заштита од сонце, користењето на
кремите со фактор за заштита на кожата, да се заштитат луѓето, особено ние поранливите категории што ги спомнуваме секогаш, хронично болните, лицата над 65 години, бремените жени, малите деца, да носат лесна, памучна, светла облека во овие периоди, да не излагуваат на сонце тогаш кога е најтопло, него сите оние обврски што ги имаат да ги адаптираат во периодот пред 11 часот и после 5 часот, да носат нели можеби капа или шешир како заштита во овие периоди, редовно да се хидрираат, тоа значи дека треба да имаат постојано да пијат вода колку што можат повеќе, да избегнуваат алкохолни пијалаци, газирани пијалаци кои што содржат многу шеќери, многу јагле, хидрати, да користат што е можно повеќе здрава храна, да не е тоа некоја тешка и масна храна за овој период, него што повеќе салати, овошје, зеленчук. Тоа се така едноставни совети, но навистина многу корисни од причина што доколку вистински се применуваат, ризиците од било какво, како да кажам, неприлика во овој период што може да се случи е значително помало. Тоа би биле како основни совети во овој период. Институтот за јавно здравје секако ќе следи состојбата и со топлотните бранови, но со сите овие работи кои што веќе ги спомнав, ќе се трудиме што повеќе да даваме препораки на луѓето за да можат истите да бидат искористени од нивна страна. Секако да внимаваат и на инсектите, комарците, крлежите, онаму каде што престојуваат, да бидат заштитени со соодветна облека, со одредени лосиони кои што ќе можат да помогнат за да бидат на некој начин да се превенираат убодите од инсекти во овие летни периоди, бидејќи знаеме дека во овој период се доста поприсутни од другите временски периоди. Тоа би биле накратко летните совети што би ги дале. Секако како институт, како што споменав, на дневна основа ќе имаме одредени препораки каде што ќе можат граѓаните да се запознаат повеќе. Очекуваме многу топло лето, иако нормално не се знае, но како институт очекувате да имаме можеби 2-3 месеци каде што ќе имаме вакви рекомендации? Па секогаш јас не паметам дека во некое лето сме успеале да избегнеме и да немаме некои така условно кажано потопли денови, покритични денови во на портокалова или црвена фаза, така да очекувано е дека и ова лето ќе се случи, но со правилно постапување на граѓаните, со правилно постапување на институциите, сметам дека ќе бидат надминати без сериозни последици по граѓаните. Ние сме се доближуваме до крајот на емисијата. Ќе се навратам уште еднаш само кратко на советувалиштето. Кој би била некоја порака до граѓаните за ова советувалиште кое што веќе кратко е отворено сега брзо? Пораката би била едноставна, кога веќе постои некаков ваков капацитет во државата, од друга страна се јавуваат одредени проблеми, значи да не представува стигма дека сега се иде некаде дека некој ќе биде осуден заради сето тоа, значи се работи во ептен, значи на вистина стандардни услови, со одредена дискреција, нема никаков проблем и сметам дека не е ништо страшно да посетите еден терапевт, еден психолог, кој што практично низ игра, низ одредени работи, одредени своји протоколи на еден многу безбеден начин ќе придонесе да се надмине состојбата во која што се наоѓа детето, адолесцентот или некој од возрастните кои што се во нивната околина, така да јас ги охрабрувам сите оние кои што имаат потреба да отидат кај својот матичен лекар, да земат упат за Институтот за јавно здравје за ова психолошко советувалиште, да дојдат заедно да ги решиме сите овие проблеми кои што ни се наметнати на некој начин. Што очекуваме од институтот, вашата работа, дали ќе биде пообемна работа сега летото, ќе можете да одмарате малце или како вие? Видете, некако во овој институт јас видов дека многу простор за одмор искрено нема. Секој, како што споменав, секое годишно време си носи некој нов предизвик и треба голема будност за сето тоа. Ние се трудиме тоа да го постигнеме. Има одрекување, но кога веќе обврската е превземена, тогаш мора да биде испочитувана доследно до крај. Јас верувам дека ќе одговориме на сите предизвици што се пред нас.
Јас ви благодарам многу за вашето време и за оваа емисија и навистина се надевам дека советувалиштето ќе биде преполно, дека граѓаните ќе дојдат, но истовремено и сите овие други предизвици ќе се надминат во најкраток рок. Благодарам на поканата и можноста да зборуваме на овие теми. Се надевам дека го задржавме вниманието на гледачите. Këtu mbyllim edhe emisionin për ditën e sotme, pra siç u diskutuar në tërë këtë minutash, Instituti për Shëndet Publik tashmë ca ditë ka hapur edhe këshillmorën për mbështetje psikologjike të fëmijëve dhe adoleshentëve, ku mund të shkohet përmes një udhëzimi nga mjeku am, kështu që për gjithë ata që i përkasin grup moshave nga 6 deri në 15 për fëmijë dhe 16 deri në 24 për adoleshent, le të drejtoheni direkt te mjeku am për të marrë një udhëzim dhe për të shkuar në këtë këshillmore, e cila do të jep ndihmë në mbështetje psikologjike dhe siç na tha edhe drejtoresha e institutit, jo vetëm për fëmijët, por kjo vlen edhe për prindërit dhe gjithë ata që kanë kontakte direkte me fëmijët dhe kanë nevojë për një mbështetje të ndonjë lloji. Kështu që psikologët aty dhe psikologët janë aty për t'ju gjendur dhe për t'ju dhënë ndihmën e nevojshme. Ne edhe do të mbyllim emisionin për ditën e sotme këtu, por patjetër që do rishihemi nesër në po të njëjtin orar, kështu që unë ju uroj një ditë sa më të mbarë.